Нова прераспределба на буџетските пари е предложена и усвоена на денешната владина седница, а прилагодувањето, односно релокацијата е следнава. Прилагодувањето се направени преку релокација на средства од позиции каде има послаба динамика и каде процесите дозволуваат да се направат прераспределби. Детално прераспределбата изгледа вака. Ставката плати во јавниот сектор ја зголемуваме за 4,25 милиарди денари и тоа околу 3 милиарди денари за зголемување на платите за 10% од месец септември, чија исплата почнува во октомври. И исплата на регрес на годишен одмор или К15 во висина од 10.000 денари во нето износ, согласно одредбите од општиот колективен договор. Од овој износ, значи 3 милиарди, од 1,4 милиарди денари од тој износ се за 50.000 вработени на централно ниво и фондовите, 1,1 милиарда денари се за 36.000 вработени на локално ниво, каде што се училиштата и 500 милиони денари се за 20.000 вработени во здравствените установи. Односно вкупно 106.000 вработени во јавниот сектор. Новата прераспределба предвидува зголемување на пензиите од 6%, за што буџетот предвидува 3,5 милиарди денари, како и пари за нов антикризен пакет. Обезбедуваме и дополнителни средства, значи во износ од 3,5 милиарди денари за 336.000 пензионери, за пораст на пензиите за околу 6%, почнувајќи од септември 2023 година. Исто така се дообезбедуваат средства од 600 милиони денари за редовно сервисирање на обврските кон вториот пензиски стол. Значи останува дополнително до крајот на годината уште толку во однос на енергетската криза, ценовната криза. Со делото, со ова значи дека продолжува субвенционирањето за граѓаните, односно домаќинствата, електричната енергија и парното грејење во делот на СМ финансирањето. Според образложението од Бесими, нови пари ќе има и за социјално загрозените групи, земјоделците, студентските стипендии, здравството и други сфери. Вака, предложениот буџет е дефиниран со 4,6% од бруто домашниот производ и проектиран раст од 2,5%. Инфлацијата, според Државниот завод за статистика, за јули е 8,3%.